Почитувани, се соочуваме со еден од најтешките предизвици во новата историја. И претходно кажав, што и да се прави, само ја облажува, но не ја елиминира опасноста од COVID-19. Од замените примероци за проверка, веќе сме град во кој е констатирано присуство на коронавирусот, што значило негово присуство во градот и во изминатиот период. Да се запрашаме, колкумина од нас биле надвор од битова, колкумина биле во близина на вирусот. Колкумина не ги почитувале мерките на непотребно излегување и пиење кафе во локалите наместо дома. Ова не е битка на етникум, партија, вера. Ова не е битка на еден, на неколкумина или на неколку семејства. Ова е битка на сите нас. Ова е битка на човештвото. Но она што треба да победи е човекот. Човекот пред себе. Сега одеам што вчера видов луѓе и покрај сета креткост на човекот. Видов луѓе во многумина и тоа од различни партии, од различни националности и различна вероисповед. Видов луѓе кои не сметаат дека повеќе од 2000 граѓани вратени во својата татковина се нешто што ни го даде Европа, туку се наши деца, мајки, браќа, пристигнати во својата татковина. Се полемизираше многу околу локацијата. Ниедна локација не е подобра или полоша. Вирусот не мирува заради локацијата. Вирусот може да се победи само со нашето однесување, со контролирана изолација, избегнување на непотребни излегувања и почитување на протоколи и препораки, што со еден збор се вика дисциплина. Како градоначалник не поддржувам обзнанување на список на згрижените во оваа контролирана изолација. Тоа не се луѓе кои треба да бидат стигматизирани, само заради тоа што треба да поминат денови во изолација, како предпазливост на сите нас за евентуални, повторувам, евентуални заразни. Конечно, да се држиме до премисата. Не правиме го никому она што не би го правил за ближниот свој. Се уште ги гледам солзите на една мајка која деномиве ми се обрате со зборовите. Градоначалничке, го чекам моето дете и се молам да успее да стигне дома. Тие насолзени очи можат да бидат сечени. Затоа токму повикувам на смиреност, почитување на препораките и оставање на стручните лица да го прават своето. Она што е наједноставно за сите е да се посветат на своите најблиски и овие денови да се крепат меѓусебно. А оние кои мора да работат, да не забораваме. Најмалку им треба оптоварувањето со нестручност. Изразувам длабока поддршка до сите здравствени работници од нашиот град, кои сите овие денови беа посветени на подготвеност во делот на протоколите и внесени во своите обврски. И секако на полицијата, која е исто така клучна карика во контролата на редот. Но на дел од нив им порачувам да останат посветени на своите обврски наместо на социјалните мрежи. Нивните предпоставени ги охрабрувам да постапат соодветно. Денес добив повик од наша сограѓанка, која во Србија и бара помош да се врати во својата татковина. Не се двоумам ни онка, како што пред 10 дена не се двоумев за наши деца заглавани во Копенхаген, дека треба да го вложам својот максимум, да успеам во тоа да ја вратам на нашата, но и незината татковина. Како човек, длабоко верувам дека во слична ситуација некој тоа би го направил и за моите деца. Најдлабоко замолувам, седете дома, не излегувајте непотребно. Ако го мора да го направите тоа, почитувајте ги препораките за заштита.